Веќе ја најавивме нашата утринска тема, зборуваме за интернет измамите кои што се повеќе земаат замав, од година во година се и помногубрени, но и посложени. Со порастот на дигиталната трансформација и изголемената употреба на интернетот, ниту нашата земја не е имуна на овие закани и сведоци сме всушност на ваквите интернет измами, па и во изминати вединови, каде што слушнавме повторно измамени луѓе и покрај тоа што се зборува, се предупредува од експертите во оваа област на што треба да внимаваме и на што не треба да наседуваме. Сепак постојат група граѓани, односно граѓани кои што на некој начин затекнати или со поголема можеби доверба на оние кои што се измамници пристапуваат на сето тоа, а на крајот се измамени. Постојат најчести интернет измами кои што ги имаме во Македонија. Ќе позборуваме малку и за тоа, како и за сите оние сето на подсетување, совети и препорачување да ваквите интернет измами во иднина или се намалуваат или да немаме жртви како што има и сега. Денеска имаме одлични соговорници на утринската тема. Токму така, Божидар Спировски е заедно со нас, инаку експерт за информатичка безбедност и тука исто така Елена Димовска од Академијата за вештачка интелигенција. Па ќе се обидеме да позборуваме и да ги поврземе овие две работи, интернет криминалот и вештачката интелигенција, колку истата е сојузник или противник можеби на овие измами кои што споменавме, за жал се позачистени и покрај предупредувањата и од МВР и од сајбер експертите како Божидар, сепак за жал си уште постојат граѓани кои што подлегнуваат под овие измами. Божидар, па може така и да започнеме. Изминатата недела доста беше актуелна измамата со македонски пошти, од каде и нашата инспирација за ваков еден разговор, но вие пред малку ни споделивте дека и друг случај се случил овие денови, за кои што можеби јавноста е помалку информирана, па да ги споделиме информациите за што станува збор. Добро утро. Благодарам за поканата најпрво. Ајде веднаш да почнеме. Последната серија на измами веќе добро позната, да речем, за јавноста. Повторна е кампања на пораки пратени на нашите мобилни телефони, дека има ваша пратка која што чека на некаков сајт, заглавена е, треба да платите 61 денар, има некој линк кој што води до сајт што лажира Македонска пошта. Нема што многу да направите на сајтот, освен да внесете некое име, презиме, број на картичка и ќе ви земат пари или нема да ви земат пари, во секој случај ќе ви ги земат податоците на картичката и вашите лични податоци, што е сосема доволно за понатака да одат работите во полоша насока. Она што е многу посериозна серија на настани која веќе има тренд во државата, последниот се сподели на социјалните медиуми деновиве, е јавувањето на телефон од измамници кои што се представуваат дека се најчесто или од полиција или од некакви служби и таргетираат често луѓе од повозрасна група кои имаат возрастни деца или внуци и им велат нешто во стил: вашата ќерка, вашиот син беше во сообраќајка, има мртов човек, ќе го апсиме вашето дете како виновно ако не ни платите за саат време толку и толку пари. Знаеме дека тоа е прво обид за корупција, но ајде да го тргнеме тоа на страна. Стравот од ваквата ситуација и ете можноста нешто да се направи, луѓето ќе ги предизвика да можеби да помислат да платат, можеби да платат. Имаше тој случај за кој што се зборува дека некоја жена и биле земени 1.700.000 денари на име нешто, инаку овие повици зборуваме за ситуација кај нас, на жена од Македонија. Жена од Македонија и чисто да објаснам како тоа изгледа кога ќе се јават така, тоа не е само некој глас кој што ви зборува, во позадина на тој глас има цела звук како да е вистински инцидент. Некој плаче, некој вика, има огромна бука, се создава сцена на стрес за човекот кој што за жртвата, за да предизвикаат паника, да го предизвикаат брзо да реагира, да не размисли. Да нема време да размисли, Точно така. Да нема време да размисли. Така да ова е крајноста кон која се цели, затоа што многу пари наеднаш, супер, нема начин како да се одбранат после тоа, или што ќе докажат дека на некого му дале парите за корупција и тоа не работи, реално. Тоа е исто така многу актуелна тема, многу треба да се внимава. Во текот на минатава година јас лично обработив некои 21 различен инцидент по различни типови на измами, но можеби затоа подоцна во секој случај варираат од многу едноставни како имате пратка,
до многу комплексни од типот, знаете дека имате инвестирано во крипто во 2017, кој никој не го направил можеби, ама само што сакаме да ви ги дадеме парите од тогаш, па ако може да ни помогнете да ви ги дадеме парите. И на крај ова со буквално корупција, дај ми пари за да некој Значи, твој не секое оставање на лични податоци на интернет треба да ги замисли граѓаните, не да размислат еднаш, два пати, 10 пати пред да го направат тој чекор. Јас би рекол веќе дека отиде возот. Да, ги треба. Точно во право сте, сосема го поддржувам тоа што го кажав. Тоа што повеќе би сакал да кажам е дека граѓаните треба да се свесни дека во последните 10 или 15 години безброј пати ги внесува своите лични податоци на секаде и секаде и секаде. И сите тие лични податоци потоа се украдени, истечени, купени, препродадени безброј пати. Така да најмногу што можеме да им кажеме на граѓаните, вашите податоци веќе се користат и веќе се надвор и веќе скоро се знаат за вас. Очекувајте дека некој ќе ве таргетира да бидете измамени. Тоа е најмногу сега што можеме да кажеме. Да. По старите лица кои што можеби подоцна се запознале со интернетот, се она најчесто ги, како што вие рековте, најчестата и најранлива категорија на граѓани кои што се измамени, кои што особено треба да бидат внимателни со користење на одредени сервиси и апликации, но еве има и вакви обиди. Тоа е телефонско јавување, овој пример кој што го споминавте, кој што буквално е разговор преку телефони, може да се случи и таква измама, но кога зборуваме за технологијата, за нели сета оваа дигитална трансформација, целови напредок кој што се случува, кој што можеби токму таа категорија и поспоро може да оди во тој чекор, веројатно е дополнителен ризик или отежнување на целата таа ситуација. Па како експерт нели во таа област или конкретно и за вештачката интелигенција и зона која што можеби и допрва ќе се случи исто кој што ќе се соочуваме. Како таа категорија на граѓани да бидат и поинформирани и поедуцирани на таа тема? Дали треба нешто да се поедностави, дали треба повеќе да се зборува, кој е начинот или стратегијата за да се намалуваат овие измами? Пред се тука се медиумите како поддршка. Да, мора да се зборува на темата кога станува збор за група граѓани кои што излегле веќе од процесот на образование, би рекла, и едукација, што значи дека тој така наречен mass skilling или општо образување на населението навистина мора да биде присутен сега, затоа што многу брзо се развива технологијата и предностите секако се тука, но имаме и опасности од кои што мора секој еден лично да се заштити. За да се заштити мора да ги знае основите нели на тоа како се развива ова технологија, односно вештачката интелигенција. За вештачката интелигенција основа се податоците. Божидар веќе ги спомена и не само на интернет апликациите, туку еве ќе земаме еден најобичен пример, лојалти програма во било која продавница се прибираат податоци кои што се најосновни, се разбира име, презиме, веројатно имейл адреса, која што можеби повозрастните ја немаат, поставаат некој телефонски број кој што може да биде изложен на ризик. Божидар спомена, тие може да бидат украдени. Многу лесно измамниците можат да дојдат до тие податоци. Не велам дека оној кој што ги собира ќе ги изложи на ризик, но случајно може да бидат изложени тие податоци на ризик и тука за тоа мора да бидат предпазливи. Не постои друг начин како би можеле да се заштитат, освен да ги проверат информациите кои што им се доставени, дали по SMS порака, дали лично некој се јавува. Да, вештачката интелигенција тука може да се гледа и како алат, но и како оружје. Затоа што алат може да ни помогне и да ги спречи овие обиди, секако како една противтежа, меѓутоа и како оружје, затоа што измамниците ќе ја злоупотребат вештачката интелигенција, да можеби и глас на некој ваш близок го клонираат во наводници, па ви се јават на телефон и ви соопштат некоја вест која што нималку нема да биде добра за вас и со тоа да измамат некакви средства. И тука би апелирала дека секој мора да го провери изворот. Ова што се случило е трагично, што го сподели Божидар, меѓутоа единствениот начин на со кој што можеме да се искористиме за да си помогнеме во таа ситуација, да го провериме изворот. Значи, ние мораме да обезбедиме податоци кој се јавува. Често пати сега вештачката интелигенција навистина напреднува, па тука и со дијалекти. Дури во јазиците може да биде многу слична, да речеме, на некакви дијалекти во јазикот, бидејќи
јазиците, односно моделите на кои што се тренираат јазиците во вештачката интелигенција, велиме да некој говори, некој четбот, некој робот во позадина да говори, дури е трениран на дијалекти од јазици, не само јазици, така што да, навистина мораме да бидеме предпазливи. Единствен начин е за тоа да се зборува отворено и велам дека начинот на кој што треба да научат некои основни работи сите граѓани е со општа едукација за тоа што значи вештачка интелигенција, каде се користи, што може, во кои ситуации може и да наштети злоупотребена, затоа што тоа е нешто против кое не можеме, нели? Не секој има добри намери према технологијата и воопшто према светот, иако е таа за добри цели нели направена. Меѓутоа, за да можеме да се заштитиме, мораме да бидеме едуцирани. Тука мора органите секако да си ја вршат својата работа и да ги таргетираат овие измамници, да се борат против истите. И веројатно тоа е најважното, со оглед на тоа што нели едукацијата ќе оди и постепено и можеби кога има случај на паника и недоволно простор за размислување, верувам дека нема да размислуваат че ова да не е вештачка интелигенција, па да се препознае дали е тој глас или не, сепак треба да постои некаква заштита од државата, иако не знам како е на глобално ниво во однос на законски регулирање за тоа за што се треба да се употребува вештачката интелигенција, кај нас со сигурност нема таква законска регулатива, па и да има, да мора да се може да злоупотреба, така што. Да, како и се друго или други примери како што можеме да видиме. Криминалците не се спречени од постоење закон? Да. Да, и не ги гони закон, само никако да одговараат онака соодветно како што треба и затоа и измамите ги имаме во се почест, во се поголем број и се почесто. Постои една категоризација која што е достапна и на интернет за тоа кои се најчести интернет измами и си стојат како нели еден податок. Тука е и фишинг измамата или како поконкретно или постручно ќе ни кажете вие Божидар, потоа ќе ги кажеме накратко и останатите како би едуцирале уште еднаш и би информирале на што треба да се внимава. Фишинг е техника. Фишинг сам по себе не е порано почна како тип на напад, сега ќе го гледаме само како метода да се убеди метата нешто да направи, да се улови, да му се даде некој мамец на јадица. Сами по себе фишинг пораките се или SMS или имейл или на Инстаграм или било каде, некаква порака која ве убедува нешто да правите или ви дава доволно мотивација вие да мислите дека вие сте одлучиле нешто да направите. Тоа може да биде порака од типот утре ќе ви го затвориме акаунтот на Инстаграм ако не го внесете пасвордот денеска. Предизвикува страв. Или оние ако внесете $200 денеска, утре ќе заработите $1000 на оваа и оваа платформа. Предизвикува лакомост. Или имаше сега една серија на кампањи која што беше ќе биде уапсен позната личност од Македонија со фотографија, ова беше кампања на Facebook, затоа што микрофонот му беше уклучен и беше искрен кога кажа дека нештото постои, тоа нешто е некоја платформа за реално крадење пари, инаку ги викаат за крипто инвестиции, затоа што кажа дека постои таму дека се заработуваат многу пари. Повторно се мотивира метата да биде лакома, да биде заинтересирана за нешто, едноставно да кликне на нешто. И кога ќе кликне, што се случува? Понатака ги водат низ цела серија на приказна, се создава приказна. Има серија на страни, на пораки, на нешто што ве води, што го ја води жртвата кон крајната цел е да му се земат или податоци или да на некој начин да дадат пари, притоа убедувајќи го дека ова е вистинската работа. Еве, имаше бизарна ситуација со скопска картичка, на ЈСП картичката за патување. На Facebook имаше кампања, скопска картичка од другата година ќе биде бесплатна, треба тука да кликнете. Кликаат луѓе, ги води низ 4-5 различни страни на кои што им се сугерира дека тие се наградени и се едни од ретките што ќе ја добијат оваа бесплатна картичка. Буквално тоа се повторува и повторува. Вие добивте, вие сте еден од ретките, вие сте ова, вие сте ова. Клика, 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 ако продолжи да клика, јас ја следев целата таа анализа, ја напишав. На крај се стасува на некаков сајт на кој што се внесува картичка, број на ваша картичка за наводно $2 да биде нешто купено и со многу ситни букви одоздолу изнапишано еден огромен текст кој што вели со ова се согласувате дека на секои 2 недели ќе ви бидат земани €80 од вашата картичка. Тоа е многу ситен сив текст. Ретко кој го чита. Апсолутно никој. И всушност се сведува дека
тие измама која што на почетокот била скопска картичка, ве води на некој сајт, на некоја кипарска фирма која ви нуди да платите $80 на секои 2 недели за да имате опција да си купите чанти и кондури. Можеби. Со поените купени со тие 80 плюс 80 плюс 80. Нема врска. На крајот на денот смешната работа е што овој сајт, колку и да е неетички, е легитимен, е легален. Вие кој ќе кликнете се согласувам, вие сами сте се согласиле и ви ги зеле парите. Божидар, ја гледам и сликата, да, меѓутоа пишува дека е објавено од град Скопје и тоа е измама. Не, тоа беше грешка на сам град Скопје, кој што некој во град Скопје, да, наседнале, ја споделиле па ја избришале после. Тоа беше дополнително само сол на рана ставена. Ова е една од тие стории, буквално им се снима филм. Да, употребиме колоквијален израз. Речиси во сите измами финансиите се клучни. Да не речам во сите малтене. И народот наш кога ќе потпадне под ваква финансиска измама се поставува прашањето зошто тоа го правиме? Дали сето тоа се сведува на таа некоја финансиска сиромаштија што ја имаме генерално во нашата земја, се сведува и на неедукацијата, неинформираноста на граѓаните или се тоа склоп од повеќе фактори кои што влијаат на тоа граѓаните да бидат измамени. Нели, малку кликнете ваму за да добиете волку пари, толку пари, значи се врти околу парите, а граѓаните, нели, наседнуваат. Не сум стручен за социјални работи, но од колку јас можам да видам, ќе речам надеж и очај. Помеѓу тие два збора се наоѓа вистината. Сите сакаме да заработиме повеќе, сите сакаме нешто да си го подобриме животот од една страна. Има група на луѓе кои што дефинитивно тоа им треба, сега и веднаш. А ова е лесен начин брзо нешто да се направи. Дури луѓето наседнуваат и на овие пораки врзани со вештачка интелигенција заради гласот кој што сега е на македонски јазик и перфектен и така натака. Им се јавуваат и им велат: вие имате сметка во странска банка или во некоја банка, дури македонски банки се спомнуваат, дури Народна банка која индивидуа, да чисто да објасниме, нема сметка во Народна банка. Ниеден граѓанин нема сметка во Народна банка. Им се јавуваат и велат, луѓето не го знаат. Им се јавуваат и велат, им вели роботски глас кој што звучи многу добро. Вие треба да ни платите некоја провизија, прво ќе му објасни дека има многу пари, дека сметката ќе биде затворена, ама ваши се парите, ќе ви ги вратиме, само треба некоја провизија. Да платите, и ако човек се лизне, ќе ги префрли парите на некоја платформа, тоа никаде не оди во банки. Кликнете на овој линк, отидете на оваа страна, што е вебсајт што стои кој знае каде во светот, апсолутно не е во Македонија, и одете, внесете пари, нормално пари нема, бидејќи никој не ви се јавува за да ви даде пари, да нема илузии. Ама просторот меѓу надежта и очајот е местото каде што не таргетираат. Да. Споменавме дека всушност сите овие, да речеме, измами кои што се случуваат и кај повозрасната категорија на граѓани, потребна е едукација, се зборува и затоа и се пософистицирани се измамите, вели да се креира приказна за да може некако и повторно да се извлечат пари, но Елена како представник од Академијата за вештачка интелигенција или како дел од неа, што е она кое што според вас треба да постои и нешто што треба да биде неопходно и во континуитет за било која возраст, особено за оваа за која што зборуваме, да се биде некако во тек и од тука да се зголеми таа предпазливост за она кое што можеби и допрва ќе не очекува. Имаме она метода или како постручно ќе ни кажете deepfake, каде што може и ликот да се нели да се превземе и гласот споменавме. Сето тоа кое што изгледа сосема верно и реално, а е повторно измама. Дефинитивно би се надоврзала на ова што Божидар го зборуваше, дека барем во нашето општество по сите истражувања може да заклучиме дека недостига финансиска и дигитална писменост во исто време. Она што ние се трудиме да го направиме е токму тоа. Да успееме со, бидејќи сме во областа на IT индустријата, нели, дигиталната писменост да ја подкренеме. Почнувајќи од најмлада возраст, веќе работиме на неколку такви проекти каде што од нула се почнува со една основна дигитална писменост, вклучувајќи тука security, бидејќи во денешниот свет кога толку брзо се развива технологијата, особено вештачката интелигенција, и во делот на cyber security навистина има многу промени, така што исто така би рекла дека и во институциите треба да се подкрене свеста и во самата организација мора да се вклучат многу
security експерти кои што ќе знаат токму тоа еве што се случило со град Скопје, мене навистина ми изненади. Што не е проверена информацијата пред истата да биде споделена. Што значи дека главните институции во државата мора да обрнат внимание многу повеќе на security и не само институциите, туку и приватниот сектор. Она што е денеска тренд е навистина зголемено внимание на делот на security во организациите и експерти кои што ќе се информираат и едуцираат многу повеќе со актуелните. Ова не е тема која што може еднаш да ја научиме и да останеме. Секој ден има нешто ново. Да следиме, да. Дефинитивно не само делот на развој, туку и делот на заштита, така што да, security и уште еден момент ние веќе имаме и таква академија која што ќе биде насочена конкретно кон Cyber Security. Она што е основно, веламе дигитална писменост. Надвор од Академијата за вештачка интелигенција, во СМС едукација имаме обука за дигитална писменост, но во Академијата започнуваме од нула. Значи, луѓето се едуцираат од тоа што е вештачка интелигенција, па навлегуваме во концептите по се подлабоко. Но и надвор од Академијата, каде што тоа е една, да речеме, пообсежна програма, би рекла дека масовната едукација е она што е потребно. Тука во здружени сили, заедно со образовниот сектор, навистина многу мора да се направи. На последната конференција на МАСИТ имав честа да бидам и панелист, воедно беше и министерката за образование, на која што се спомна и оваа жешка тема. И да се согласуваат и тие дека навистина треба да се направи многу во делот на образование, како во државното, така со здружени сили со приватниот сектор, од сите страни да се едуцираат луѓето. И за возрастните категории, реков, оние кои што се излезени веќе од процесот на образование, навистина медиумите се тие кои што можат да помогнат, па вие најдобро знаете како кампањите за лажни вести вродија со плотот како тие беа актуализирани. Или претходно никој не знаеше па што е тоа лажна вест. Јас ако прочитам, за мене тоа е информација, но дали доаѓа од релевантен извор, колку кој ја напишал, па го проверуваме нели самиот URL или кога веќе дигитално ги читаме вестите, проверуваме кој ја издал информацијата и така натаму, некои основни работи кои што секој може да ги научи. Значи мораме да проверуваме. И да, дипфейкот е, да речеме, можеби нешто што најголем непријател е во делов на измамиве, затоа што може да биде слика, може да биде аудио, но може да биде и видео. За да се утврди дали се работи за дипфейк или релевантен извор, односно автентична аудио, видео или слика, за тоа постојат начини како може да се провери, но еден лаик може да се концентрира, да речеме, на одредени сегменти како синхронизација на уста, говор, определено трепкање, успорено, зборувам трепкање на очите, успорено или забрзано, каква е позадината, има ли некои заматени делови од сликата и така натаму. Тоа се некои сегменти, меѓутоа експертите многу добро знаат да влезат и во позадина на податоците, односно да ја проверат автентичноста, дали таа е обработувана, материја, што и да е, велам, слика, видео или аудио и така натаму. Така што во организациите тоа мора да се работи на едно високо ниво, што се однесува до обичниот човек. Велам, овој тип на едукација мора да постои за да не постои друг начин како Ова само говори дека не се жртви само повозрастните кои што ние ги категоризираме. Факт е дека и помлади категории на луѓе можат да бидат жртви и да подлегнат на вакви измами, а пазарот за измамниците е огромен и верувам дека од година во година се повеќе се шири и полето за нивна работа и тоа како големо. Јас би сакал чисто да споменам, и вие ќе бидете жртви. Вие двете како водителки, не е добра вест, но е реалноста. Технологијата која што еве спомна Елена се движи пребрзо. Што и да кажеме денес дека е точно, утре ќе биде надминато и ќе биде побрзо. И тоа трепкање веќе нема да биде проблем, и движењето на рацете, и синхронизацијата на гласот ќе биде средено. Ако не сега за 6 месеци, ако не за 6 месеци, за година дена, сигурно. Вие како водители, чии глас и слика и лик е од сите можни кадри, од сите можни агли веќе онлайн. Сите видеа и аудио постојат за вас. Е веќе многу лесно во овој момент, за година дена ќе биде уште полесно да некој симулира ваше обраќање. Вие да бидете лажно представени, да се создаде
робот, лик, што ќе изгледа и ќе говори како вас и да биде злоупотребен за некоја од овие други измами. Веќе се случува ова со фотографии на водители, на политички изложени лица, на познати луѓе во медиумите. Денес тоа се фотографии. Очекувам дека во наредната година до две ова ќе стане видео и аудио, на што многу полесно може да му се верува. Така да ги учиме луѓето оваа технологијата денес е добро, ама не е многу корисно, зашто технологијата се движи пребрзо. Она што можеме, повеќе би апелирал да им кажеме на луѓето е бидете свесни дека ќе бидете нападнати, очекувајте. Тоа е веќе факт на животот. Како да носите и смртта и ќе ви се расипе компјутерот, следно е ќе ве пробаат да ве измамат, гарантирано. И само две правила се. Ако е нешто премногу добро да биде вистинито, не е вистинито. Ако е нешто премногу итно, не е итно. Запрете, размислете, консултирајте се со уште двајца и потоа одлучете што ќе правите. Технологијата ќе биде пребрза, секогаш. Да, Одличен завршиток, мислам, на разговорот. Критички треба да се размислува. И кај младите треба да го развиваме, да ја развиваме таа карактеристика, а многу почесто треба да биде кај возрастните кои веќе изградиле некаков став према животот. така, и долга и широка тема за која што верувам дека ќе имаме, не сакаме, но еве како што кажавте и вие, ќе имаме повторно повод за разговор, но тоа од друга страна пак е добредојдено за што повеќе нели остапиме простори да се едуцираме, се информираме, особено од луѓе како вас кои што се во чекор со сите новитети во таа област, треба и ние да бидеме, нели рековме, рапидно се одвиваат работите во технологијата, а не одат во корис на жртвите, односно и само на измамниците кои што тоа веројатно исто така рапидно го пратат, односно се во текст со истото. Дали ќе се видиме со Цецан некаде не знаеме, се надеваме дека не, но како велите подобро да бидеме подготвени отколку да не начекаат неподготвени и информирани, што е најважно, иако очекуваме дека и некако законски тоа треба да се заштити. Ви благодариме многу за овој едукативен разговор. Се надевам дека допревме до сите оние кои што не гледаат, затоа што како што спомена и Божидар, сите еден ден ќе не стигне некоја измама, подобро да бидеме предпазливи.